Попладне во Беса почнува разговори за влез во влада. Председателот на движењето Африм Гаши треба да има средба со премиерот Зоран Заев. Откако двајцата лидери пред неколку недели искажаа подготвеност за укрупнување на владината коалиција, сега се очекува да проговорат за формирање преговарачки тимови кои конкретно би договориле министерски, заменички, директорски и други функции на новиот партнер во извршната власт, а пред се поддршка на реформските проекти на владата. Од Беса за сега се воздржани бидејќи преговорите реално не се ниту отпочнати, но премиерот Заев веќе најави, а портпаролот Бошњаковски денеска потврди дека предстои процес на зголемување на парламентарното мнозинство. Премиерот Зоран Заев најави можно зголемување на парламентарното мнозинство. Тој процес е во тек, да оставиме малку простор да заврши и ќе добиете информација кога ќе биде завршено. Бошњаковски не прецизира дали синоќешната оставка на министерот за правда Билен Салии ќе забрза владината реконструкција. Синоќа Салии рече дека има морална обврска да се замине од владата, бидејќи кај него лично е разнишана довербата во правосудството поради преквалификацијата на делото во случајот со малиот Алмир. Поради ова разнишана доверба, чувствувам морална обврска да дадам оставка од позицијата министер за правда. Не како акт на неуспех, ниту притисок, туку акт кој се надевам ќе биде во правец на подигнување на свеста и вниманието на институциите, но и на целото општество, во правец на безкомпромисните реформи на правосудството. Иако владата ја објасни оставката како личен чин кој нема да влијае врз реформите во судството, во јавноста веќе се шпекулира дека премиерот не бил задоволен од учинокот на овој министер и дека сакал да го разреши, па оставката била меѓупартиски договорена. Во овој момент партиите не потврдуваат ниту дали Дуј ќе го задржи ресорот правда. Премиерот објави дека за проширување на владата ќе разговара со сите опозициски партии, освен со ВМРО ДПМН, но Зијадин Села експресно одговори дека иако во политиката важи правилото никогаш не вели не, алијансата не се враќа во влада бидејќи во овие околности се работи за достоинство.